Во преполната сала на Центарот за култура Трајко Прокопиев вчера вечер свечено беше отворен меѓународниот театарски фестивал Денови на комедија. Првата вечер од 27-то издание на фестивалот започна со представата Вечера за глупаци од театар Велес во режија на Ненад Витанов. На отворањето на фестивалот на актерот Сашко Коцев му беше доделена наградата Васил Илјовски за особен придонес во театарската уметност, посебно во делот на комедијата. Коцев кариерата ја започна на сцената на Кумановскиот театар. Многу луѓе сакаат награди, многу актери, многу уметници сакаат награди, се сконцентрирани на тоа. Јас никогаш не мислам на наградите, јас секогаш сум сконцентриран на ова што сега траеше минута и пол. Може траеше и пократко на мене. Но по-убаво звучи може тука. Затоа што за театар се потребни двајца, едниот тука на сцена да игра, сум јас, а другиот е да гледа, тоа сте вие. Така да ние никогаш не би можело да постоиме без вас. Никогаш не би бил ни овде без оние учители низ мојот живот. Прво тоа се твоите родители, потоа мојот ментор од Кумановскиот театар, мој драг колега, пријател Горан Илич, потоа професор Владимир Милчин и на крајот, оној најбитниот е тоа после факултет и јас. Сам себе треба да си добар професор, да се караш многу себе, за да стигнеш до негде до кај што си. И сега прашањето е, некој ми праша сега надвор, вика, глумац, лауреат, И сак, после овој, куде ќе идеш? Викам, у кафанија. Не, шало се. После ова е најбитно кај ќе одиш и што ќе правиш. Најбитно е човек да не се конзервира. После ова за мене е уште потешко, затоа што одговорноста е уште поголема и очекувањата се уште поголеми. Верувам дека нема да изневерам публиката. Фестивалот за отворен го прогласи и отвори градоначалникот на Куманово Максим Димитриевски. По 27 пат Куманово го прикажува она што е суштинско за нашиот народ и за нашиот град, за Кумановскиот табијат, а тоа е секако шега. Навистина направивме традиционален фестивал, Денови на комедија. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите вработени и сите менаџери кои што досега биле и ја продолжуваат оваа традиција од Центарот за култура Трајко Прокопиев. Во оваа прилика сакам да се заблагодарам на сите плејада актери во Куманово кои што се вградија во овој фестивал, а исто така и сите гости кои што беа составен дел на истиот во изминатите 27 години. И сосема за кратко, во една прилика, сакам да го интерпретирам нашиот сограѓанин Сашко Коцев, кој што ми вели таму некаде во Егејска Македонија се сретнаме. Вика, знаеш, градоначалник, ми смо глумци добри, ама едино бољи глумци од нас сте ви политичари и право. Фестивалот е поддржан од Министерството за култура со 600.000 денари и Советот на општина Куманово со 330.000 денари, а секако и од општествено одговорни компании од градот. Вечерва на репертоар е театарот од Охрид со представата Секс, лаги и љубомора од 20 часот. На фестивалот ќе се изиграат 11 театарски представи кои се во конкуренција за награди, кои ќе се доделат на затворањето на фестивалот на 9 октомври. За наградите најдобра актерка-актер, најдобра споредна улога женска и машка, најдобра режија, сценографија, костимографија и најдобра представа одлучува стручна жири комисија.
Пожар избувнал вчера попладне во стан во зграда лоцирана на улицата Среќко Пужаljка во Куманово. Како што информираше командирот на територијалната противпожарна единица Куманово Дејан Илиевски, пожарот е изгаснат, нема повредени лица, а интервенирале 2 противпожарни возила. Пожарот предизвикал голема материјална штета, а причините за избувнување на огнот засега не се познати. Екипа на територијалната противпожарна единица Куманово вчера попладне гаснела и ниска шума, трева и грмушки кај асфалтната база Бетон во близина на село Романовце. Годишен кумановец бил приведен по пријава дека физички го нападнал неговиот дедо, информираат од секторот за внатрешни работи. Според полицијата, по целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава. Општина Куманово објави јавен повик за формирање на иницијативен одбор за конституирање на локално собрание на млади и е еден од чекорите за формирање на локалниот младински совет. Ова тело ќе биде составено од минимум 5 членови, а во истиот може да членуваат представници на младински организации, политички подмладоци, ученички и студентски организации и други облици на младинско здружување кои што работат и функционираат на територијата на општината. Предложените лица треба да се жители на општина Куманово на возраст од 15 до 29 години. Општина Куманово денеска го распишува јавниот повик за избор на членови во иницијативниот одбор кој ќе го формира локалното собрание за млади. Јавниот повик ќе биде активен во наредните 10 работни денови и за членови ќе може да се номинираат лица кои доаѓаат од младински организации, организации за млади, политички подмладоци, невладини организации, здруженија и други видови и форми на здружување како студентски и средношколски здружувања. Иницијативниот одбор ќе брои минимум 5 членови. Иницијативниот одбор ќе има за задача заедно со мене како службеник за млади да го припреми наредниот јавен повик, кој ќе биде јавен повик за формирање на локалното собрание за млади, односно за номинирање на делегати и заменици делегати кои исто така доаѓаат од организации, политички подмладоци или здружувања. Потоа следи трет јавен повик, односно јавен повик кој ќе го објави локалното собрание за млади за номинирање на членови кои ќе членуваат во локалниот младински совет. Локалниот младински совет ќе брои 9 или 11 членови во зависност од тоа колку пријави ќе има на јавниот повик. Општина Куманово се труди, како и секогаш, и се надева дека со формирање на локалниот младински совет, реалните потреби и барања и идеи на младиот човек ќе стигнат до нас како институција и дека сите заедно ќе ги изреализираме истите. Исто така локалниот младински совет ќе има свој представник на Советот на општина Куманово и ќе може да предлага точки на дневен ред кои подоцна ќе бидат ставени на гласање. Општина Куманово и програмата за развој на Обединетите нации утре во ресторан Грација ќе ја одржат првата форумска сесија во рамките на проектот Справување со загадувањето на воздухот. Целта е да се представат резултатите од мониторингот на квалитетот на воздухот и главните извори на загадување на воздухот во Куманово, мерките и активности за справување со загадувањето на воздухот и да се одговори на прашањето како да се идентификуваат потребите на најранливите групи на граѓани за почист воздух. Учесниците на првиот форум исто така ќе имаат можност да дискутираат за одредени мерки и предлози за начинот на кој може да се унапреди квалитетот на воздухот во нивната општина. Форумот на заедниците предвидено е да има 2 сесии. На втората сесија пред граѓаните ќе се представат неколку конкретни мерки со цел да се одберат најсоодветните кои што општината заедно со UNDP ќе може да ги спроведе во текот на 2025 година. Тие мерки може да се фокусираат на зголемување на енергетската ефикасност на училиштата, замена на нееколошките системи за грејење во јавните општински објекти, поставување на системи за производство на струја од обновливи извори, изградба на велосипедски патеки, креирање на парк шуми и слично. Фондот кој што е на располагање за спроведување на мерките изнесува околу 340.000 американски долари.
Дел од граѓаните на Куманово не се плашат од присуството на бактерија во дел од чешмите во Проевци, редовно ја пијат како и изминатите години. Велат не чувствуваат никакви тегоби од водата, иако лекарите предупредуваат на евентуални несакани последици од консумирање на минералната вода заради присуство на бактерија која е високо отпорна на антибиотици. Да, ова вода нон-стоп ја користиме и многу е добра за нервоза, за све. Мерува живци, многу е добра водата. И не би требало да биде загадена, пошто со полно години иде од згора, од планината. Да изгледа ова информација дека е заразена вода, али у февруар, март, април, ќе се размислам. Али 5 години, колку памтам ја поред, све се загадува вода у јули и август. И после се пунат, нишко ми ништо. Ја ова вода пијам нон-стоп од 80-та година. Фамилиарно има кој го поднаса, кој не. Организмот сеќа дали може да пиеш, може да не пиеш. Ја од 80 година нон-стоп пијам вода. 27 годишен кумановец бил приведен вчера попладне откако полицијата кај него пронашла грудчеста материја, информираат од секторот за внатрешни работи. Под целосно документирање на случајот против него ќе следува соодветна пријава, соопштија надлежните. Вчера стапи на сила владината одлука за ограничување на профитот на трговците за 73 прехранбени производи од есенската потрошувачка кошница. На листата на производи се брашно, леп, месо преработки од месо, делото вошјето и зеленчукот, млеко, ориз, граф, тестенини и слично. Цените на прехранбените производи кои се дел од есенската потрошувачка кошница треба да бидат пониски до 31 октомври, а производите вклучени во оваа кошница треба да бидат јасно обележани со надписот "Помалку трошоци, повеќе за тебе". Министерството за внатрешни работи информира дека вчера во СВР Куманово било пријавено дека на крстосницата од улицата Гоце Делчев и булеварот Трета Македонска во Куманово патничко возило Ауди со кумановски регистарски ознаки управувано од 69 годишен жител на Ваксинце, општина Липково, удрило во 62 годишен кумановец. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил пешакот констатирани во ургентен центар во Куманово.